На 17 август со надпреварите од првото коло ќе започне новата сезона 2025-2026 во првата женска фудбалска лига. Ждрепката која беше излечена го утврди распоредот за новата сезона, со што се познати двојките. Во првото коло екипата на Каменица Саса ќе гостува кај Речица. Повратник од војлитата Кочани ќе гостува кај Скопје во Пржино. Топ гол во Битола ќе ја пречека Тиверија Брера, Асо Юнајтед ќе биде домаќин на Атлетико, а пак шампионот Љуботен ќе игра против Истатов. Во однос на дерби надпреварите кои ќе ги има во есенската полусезона. Веќе второто коло го носи дербито во македонска Каменица меѓу поранешниот шампион Каменица Саса и актуелниот шампион Љуботен. Со враќањето на Кочани во првата лига ќе гледаме и дерби на истокот, а првото ќе биде во рамки на седмото коло меѓу Каменица Саса и Кочани во македонска Каменица, иако разликата во квалитет е на страната на тимот од малото рудорско градче. Сепак за овој регион ќе биде дерби надпревар. Во шестото коло ќе се соочи Тиверија Брера со Каменица Саса како дерби на колото, а во седмото коло дербито ќе биде во Тетово меѓу Љуботен и Тиверија Брера. Оваа сезона ќе биде доста неизвестна со оглед на тоа што ќе бидат повеќе екипи израмнити, па се очекува тоа да донесе многу повеќе возбудливи надпревари и дерби надпревари. Есенската полусезона е предвидено да заврши на 23 ноември со надпреварите од 14-тото коло, а пак пролетната полусезона е предвидено да започне на 25 март 2026 година со надпреварите од 15-тото коло. Колку за потсетување од првата женска фудбалска лига директно испаѓа последната екипа, а пак предпоследната екипа игра бара за опстанок со екипата која ќе биде на втората позиција во втората женска фудбалска лига, да речи се сигурно прволигашите и ги добиваат овие бараш надпревари за опстанок со оглед на разликата во квалитет меѓу прволигашите и второлигашите.